Добро вечер, Македонија. Добро дојдовте во вечерното издание, петочно, 21:15. Секако дека ова 45-минутно издание ќе создаде голем интерес кај вас и гледаност, имајќи факт дека соговорник ми е политичар кој секојаш после неговиот настап упатува пораки, а вие да размислувате што повеќе бидејќи се работи за и околу Македонија. Ќе му посакам добро вечер на мој драг пријател Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз, кој исто така се придружи во серијалот Мис Лидерска призма. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Се разбира дека очекуваме и коментари после сите овие тези што ќе ги презентираме вечерва. Да, сам треба да видам искрен, без никаква куртуазност. Секој ваш настап рефлектира со голем број на коментари, реакции, со оглед дека им ги отварат очите повеќе не само на народот, на политичарите кои наистина остануваат неми и глуви со еден збор новинарска забелешка, бидејќи добронамерна изјава, порака, треба да биде од добробит пред се за македонски народ, а потоа и за нив. Има еден вид диалог на глуви. Зошто е тоа, ако можам да констатирам? Па кај нас генерално има, слова кажа, промоција, презентација на голем број на идеи кои се во функција на придвижување на сите процеси во Македонија. Голем број на новинари, колумнисти, аналитичари, невладини организации презентираат оценки за состојбите и дават насока како да се менуваат за Македонија да се движи напред. И власта никогаш не ги следи тие, условно кажа, кажувања, не ги анализира и не влече од тоа што е битно, круцијално за државата да го, да речеме, стави во некој проект, во некој закон. Апсолутно не ги интересира ништо и затоа сме во една ваква ситуација каде што во суштина ние имаме целосен колапс на институциите, државата во целина не ни функционира подолго време, немаме апсолутно владење на правото, немаме борба против корупцијата, криминалот, да не зборуваме за состојбите во јавната администрација, во здравството, во целина. Мислам дека тоа е резултат на немајне искуство, државничко искуство, што е држава, како функционира државата. Значи, сме сега држава каде што полека се распаѓаме како преку распад на институциите, не функционират. Се е подредено на господарот во Македонија, кој што во суштина управува со сите процеси и тој господар со неговите соработници стана мултимилионери, нивните роднини, пријатели, комшии, а државата стагнира, што е и оценка во последниот извештај на Европската комисија. Најлош извештај што постои општо за Македонија. Извештајот е катастрофален. Ја го велам Катил Ферман. Затоа ние во вчерашната изјава до медиумите ја дадовме кратка оценка. Извештајот е да, реален одраз на состојбите, во поголемиот дел, во клучните области, каде што треба да имаме владење на правото, кредибилен судски систем, каде што треба да имаме силна борба против корупцијата, против криминалот, против високата корупција, треба да имаме ефективни резултати, немаме. И со години се залагате за тоа е клучно, само да се доискажам, тоа е клучно за негативната оценка. Ваков катастрофален извештај досега не сме имале и поради тоа барам, ја повикам владата да се поднесе оставка. Тие нити можат да разберат што кажува Европската унија, уште помалку имат капацитети да направат програма за реформи во државата, за да ги придвижиме негативните процеси, да ги свртеме, да почнеме да се движат напред по целина. Тоа е клучно и затоа јас инсистирам да си поднесат оставка, бидејќи се покажа во клучните области немаме никаков напредок. Немаме напредок. Значи имаме
назадување на Стагнација. процеси, стагнација. Господин Тиранов, вие со години, да речем децении, се борите за тоа што сакате да го постигнете, а тоа е вистинска борба против корупцијата и криминалот. Че завршам со оваа ситуација покрај се ова што Европската унија јавно им упати критика дека не ја бива оваа власт окторирана, тие натаму немаат никаков сенс, вели, за ова е виновна опозицијата. Види, има еден нов политички правец, тој јас подолго време го промовирам, тоа е кретенизамот. Кретенизам е министрот за надворешни работи да свика пресконференција и наместо да ги прифати оценките негативни за состојбите во државата, бидејќи тие се веќе 8 година на власт, вика реформските процеси ги блокира опозицијата. Немат ниту еден реформски проект или закон кој што е во парламентот, а што го блокирал било кој опозиција или коалициони партнери. Апсолутно тоа не е точно. Значи, таков кретенизам досега не е видено. Значи, што е? Година и пол дена манипулираат дека клучни се уставните промени. Сега испаднат, тие се апсолутно несуштински, небитни за нашиот напредок. Значи, битно е дали ќе се движиме како држава напред, како на некој начин ќе ги спроведуваме законите, европските стандарди, како што нагласите, како ние да отвориме на робусна, тешка борба против корупцијата, против криминалот. Секојдневно дуи се разоткрива дека е вклучена нивните кадри во криминал, во корупција, огромни милиони средства. Значи, потта ја исцица на овој народ. Независно дали се македонци, албанци. Затоа што иста судбина сите делиме, а профит кој има? Кој е тука главниот господар, како што самиот се нарече Али Ахмети? Тие раководат со сите процеси ја вовлекува Македонија во тешка институционална криза. Имаме невиден грабеж, имаме најголем, најсилен процес на иселување на младите. Не секат младите, сите бегат. И турци, и албанци, и срби, и сите и македонци бегат од државата. Затоа што нема амбиент. Никој од младите кои што се способни, талентирани, кои знаат информатички вештини, имат јазици, не сакат да бидат на списокот на Али Ахмети за да бидат вработени. Иако е, не знам, од друга етничка припадност се пише дека албанец за да биде вработен. Тие системи, Бадинтер, Балансер, сето тоа треба да се сврди. Ние мораме да воспоставиме цврсти критериуми, намери систем, секој што има квалитет, способности, тој треба да добие шанса. Не партиските кретени. Партиските кретени се први за вработување и затоа се имаме силна партизација во државата, само партиски војници, не функционираат институциите, за било каков проект да се подготвува, ангажираат нови луѓе, нови пари, а имаме над 140-150 јавна администрација. Сега слушам во голем број институции, има примено, бидејќи имат монопол сега на економскиот сектор од ДУИ, министр за финансии првенствено дава согласност за вработување на институциите што ги раководи ДУИ. На другите нема, ќе чекат дека криза, нема пари и така натаму. Таа дуизација во државата што е присутна, создаде услови за широка криминализација на државата. Сега кога започна коментарите околу ДУИ, до сега долго време тие беа недопирливи. Никој не ги споменуваше дека тие се дел од криминалната банда која што владее со државата. Значи, тие действуваат класично мафијашки. Тие раководат со сите процеси. Сега го почнаа секојдневно да се отворат скандали врзани за криминал, корупција, за непотизам, за неводење сметка за нашите национални држави, кога промовираат повторно албански екстремизам, велика голема Албанија и така натаму. Почнаме ние сите партии, посебно опозицијата, Демократски сојуз, ВМРО, ДПМН и други партии, опозицијата во албанскиот блок, почнаме да ги откриваме нивните скандали и тие сега се загрозени. Ако почувствуваат дека се загрозени, дека може да паднат, ќе се обидат да дестабилизираат државата. И ова се пробни балони, не знам, спомени кој во Сопот, не знам, на фудбалска утакмица, каде што промовират карти на голема Албанија,
национализам крај. Значи, ние мораме да докрај да истрајаме дека ДУИ мора да биде во опозиција. Не сакам да зборувам за капацитетот на СДСМ, партија која има вазалски однос со ДУИ. Значи, Груби раководи со владата, не Ковачевски. Груби раководи со владата. Ахмети е господарот на Македонија. Ние мораме тие работи да ги променеме. Камо среќа да имаме носители на јавни функции, независно од нивната етничка припадност, способни, едуцирани, кои што ќе професионални, водат сметка за интересите на Македонија како држава, не за интересите да работат за Косово, да работат за Албанија, али никош да не работат за нашите стратешки и национални долгорочни интереси како држава на македонската држава. Тука е суштината, затоа ние реагираме, затоа коментираме, затоа бараме одговорност од владата, бидејќи Ковачевски формално тој е пример, тој треба да понесе политичка одговорност и да се создадат основни претпоставки за промени во државата. Без промени, да дадеме шанса да подготвиме добри проекти на младите за тие да останат тука, да има услови да создават, да креираат, не да бегат во странство. А ако нема амбиент, ако нема клима, ако не владеат законите, тогаш јасно е дека младите ќе продолжат. 500.000 млади луѓе за неколку години напуштат. 500.000 млади луѓе заминале за неколку години. Видов дека и албански аналитичари јавно кажува дека бегат интелектуалци од албанскиот ентитет во странство, бидејќи не сака да останат тука, да бидат вазали, како што рековте, на дуизацијата на Дали Ахмет и сето она, бидејќи едноставно не ја прифаќа неговата политика на владење во државата. Во контекст на се тоа, господин Трајанов, ја повеќе пати спомнам, ама ќе потсетам, бевте тој единствен прв кој рече во времето на менувањето на власта 98 година, ви му дадовте предлог на Липчо Георгиевски, тогашниот премиер, да го уапси Бранко Црвенковски, да се стави крај на криминалната суштина и влијание во Македонија, меѓутоа Липчо Георгиевски одбил. Дали ако се случеше тогаш вистински исчекор да виновникот кој сторил грабеж или се простете, јас презумција на невиност почитам, меѓутоа општо е тоа јавно мислење беше тоа и оценката на криминалната приватизација, оцената од експерти се тоа не доведе до вакво дереđе, ние создадеме огромен број на тајкуни кои владеат и управуваат и дефинираат кој ќе биде политичкиот амбиент. Немавме и денеска тоа не се случва како резултата на фидбек. Еве да подсетиме, 92 година организирав пресконференција, зависите колку период поминало од тогаш до сега. И кажав дека во Македонија има почетни облици на организиран криминал. Дадав интервју за Нова Македонија, тогаш беше Зоран Петров новинар, кој што посочив дека носители на криминалот е владата на Бранко Црвенковски и неговите министри. Имаме 33 случаи на организиран криминал кои што беа во фаза на документирање. Тогаш што се случи? Владата на Црвенковски ме смени од позицијата подсекретар, некаде тамо 93-4 година, за да го заштитат криминалното несовење. Тогаш кажав дека овие структури, криминални структури, тие ќе владеат со државата, ако не го сосечеме криминалот во корен, ако не го удриме октоподот, тоа беше познато. Што тој истиот го нарече тогаш октоподот? После тој тоа го презема да го користи за политичка манипулација. Но што е? Ви го искористи терминот? Премолчан договор постоеше помеѓу носителите на високите позиции, премиери, не знам, дека треба да се амнестираат. Джентлменски договор, премолчан договор да се амнестираат. Јас не сакам да се враќаме назад, но факт е дека корено да го фатиме. Ако тогаш, бидејќи криминалот, организираниот криминал беше во почетни форми беше, мислам дека поинакво ќе се одвиваме. Криминализацијата на државата започна тогаш со процесот на приватизација, имавме криминална, неправедна приватизација, имавме појава на тешки облици на криминал, тогаш имаше Сараши и судството, рекетот, и полека се руинираа сите институции во државата. Не успеаме да направиме пресврат. Значи, ова па сега што ни се случува во последните 6-7 години е катастрофално владење.
катастрофално. Не може, ако СДСМ нема капацитет да владее, ако не може да ги штити националните државни интереси, не може по секоја цена да остане на власт и заради тоа да прави огромни концесии према ДУИ. Влада која што е формирана на непринципијални основи, која што не води сметка за уставното начело за соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници, која што не води сметка за нашите национални интереси, прифаќа преговарска рамка во која што се вградија сите бариери на бугарите, која што го негира македонскиот идентитет, народот, јазикот. Не може, ако вие сте присилени да прифаќате нешто, немате моги да се спротивставите, честно е или да се повлечеш од власта СДСМ, или тоа што јас го заговарав долго време, да се направи широка коалиција, да се вклучи опозицијата, да се партиципират сите партии во парламентот и да преземат одговорноста за сите процеси, вклучително за евроинтеграцијските процеси. Тоа 100 пати го побрав, го нагласив дека тоа е наш национален интерес. Тоа СДСМ никош не го прифати. Дури од ВМРО имаше понуда да ги потрчат сите овие процеси во државата, да бидат вклучени во преговарачките тимови околу подготовката на преговарачката рамка, што да биде дел од таа рамка, што да се спротивставиме. Меѓутоа СДСМ и ДУИ сакаат да имат монопол на овие процеси, сметајќи дека тоа ќе го прифатат граѓаните и после од тоа да печелат политички поени. Заглавим, и што покажа извештајот на Европската комисија, дека ова прашање врзано за уставните промени, дека не е клучно прашање. Клучно е да имаме ние реформи и напредок во другите области. Правна држава, владење на право. Сите тие аспекти за кои веќе зборувавме. И тоа покажува дека нема определба политичка за борба против корупцијата. Имаме проект декриминализација ДЕКРИ. Оваа година подготвив посебен закон за борба против тешки облици на криминал и висока корупција. Јас го спомнувам почесто во парламентот, имаше широка расправа. На крај се спротивстави ДУИ и СДСМ. Зашто не им одговара? Па не им одговара, затоа што таа независна институција не може под ничие партиско политичко влијание да биде. Самостојна институција со висок... Би можеле ли тоа да го направиле, да го направиме Што господин се Тиранов? случи во јуни? Во јуни ставија точката на пленарна седница на парламент и сите партии, бидејќи опозицијата тоа го поддржуваше, сите партии, и ДУИ и СДСМ гласа. И сега го замрзнаа закон. Имаше јавна дискусија. ФИОКа, систем. И сега не го пушта да оди во втората фаза, за да го донесеме. Ако го донесеме, тој закон, тоа е гаранција дека ќе започне една неселективна системска борба против корупцијата и криминалот. Нема джентлменски договори, Нема. амнестија за криминал. Согласно тој проект ДЕКРИ, многу држави, Србија, Хрватска, Босна и Го Херцеговина, практикуваат. Словенија, Црна Гора, сите, Англија и други држави од Европска унија го прифаќа како концепт дека... Ама ги го прифаќа и го практикуваат. Прифаќа, имат они формирано сега во интерес на времето. Само ние кај нас опонираа сите. Значи, после долги години ВМРО ДПМН прифати и гласаше за. Кога беа на власт и тие го обструираа тој проект. Не им Тие не одговараш. сака, не им одговараш. Груевски и другите го обструираа. Те работна група ќе формираме, ќе го правиме законот. Ја видов дека не бива седнав, го напишав законот и го доставив оваа година, викам, бидејќи имаше кога одевме со платформи на избори, меѓу другото, тоа ја го барав. И видов дека Силен проект во секој случај. дека СДСМ апсолутно тие, како викат, атар не кршат, работа не вршат. Тие прифатија, али не сакат сега да го имплементират. И сега го заглавија законот. Тој закон е гаранција дека било кој што ќе се вклучи во тешки облици на криминал, за тоа ќе одговара. Во законот јас ставив една одредба за која што сега и не читат. Сега ми предлагат дека ќе носат нов закон за да се одзема имотот во граѓанска постапка. Ја го имам тој член таму го ставив. Дека Институтот потекло на имотот и конфискација. Значи таму пишам јас во законот има член ако има имот кој што не е резултат на неговата честна работа. Ако е резултат на крвна корупција, има имот, не може да го докаже потеклото,
тој ќе се одземе. Конфискација предлагам тоа. Тоа е веќе решено прашање и тука. Тој закон е доста добро компониран врз основа на искуството, врз основа на комперативни податоци и така натаму. И сега чека во парламентот. Јас сега од понеделник натаму секој ден ќе го прозвивам председател на парламентот Тала Џафери, зошто го чува законскиот проект, не го пушта во втора фаза да го донесеме. Оти ниту проблем е и партиите кои ќе дојдат на власт, тие развлекуваат. Сега е проблем. Ова СДСМ е веќе во локдаун, не функционира, ќе доживее дебакал и треба, бидејќи тој закон ќе важи и за партиите што ќе бидат следени на власт и за нив ќе важи. Меѓутоа ќе биде опомена, подржуваат Левица, го подржуваат другите партии, помалите партии сите. Сега ДУИ и СДСМ го обструира. Како? Ќе го држат во фиока. Тоа е проблемот. Значи, имаме големи проблеми за да ги поставиме работите, за да се менуват на подобро. Меѓутоа, граѓаните се тука, ги следат ставовите, оценките, тоа што предлагаме, излизот како да додиме напред, нека проценат и на изборите нека гласат за таа опција која што гарантира стабилност на државата, владење на правото, борба, робусна, тешка борба против корупцијата, криминалот, конфискација на имотот што е стекнат на криминален начин. Тоа без тие параметри не бива. И се разбира дека треба да се размислува околу некои процеси што беа да речеме државен имот кој што го приватизираме, дали треба и натаму тоа така да се одвива. Гледам во стари капиталистки држави, па зашто тој страф од приватизација? Ревизија. Ние што? Ние сме што ќе кажат странциве? Една Франција, да речеме, преиспитува приватизација на електростопанство. Што е нормално? Што е нормално? Грција, други држави, и тоа стари капиталистки држави. Ние да не ни замере Европската унија, ќе рече чека сега враќате систем, некои што се системи кои што се битни за функционирање на државата. Треба да видиме дали треба. Дали ни замерува или тоа е само вадење пред заграда, што тоа сепак Запад го оценува, нотира дека е криминал, корупција е резултатот на тоа што сега работи ова политичка провиненција на октрирана СДСМ-ДУИ. Господин Трајанов, не ми се допаѓа нашиот статус како држава, што мораме, дали кога ставаме зелка, чварки, прав народен стенг, мораме да го консултираме господот Гир, господјата Агелер и така натаму, станавме вазали на меѓународната заедница. Значи се дискредитиравме. Но конечно, овој ваш проект, дали ќе се согласите со мене, општо јавно мислење, вие да го презентирате кај господот амбасадор на Холандија, кој му рече стоп, нон пасарат, нема повеќе финансиска конструкција да ви дадеме, бидејќи сте криминалци, народна забелешка. Дали можете овој на меѓународен план да го изнесете заедно со опозицијата, речеме ние сакаме и цврсто ќе го имплементираме? Проектот беше презентиран пред странските амбасадори, сите добивме подршка. Холандија во тоа време прифати да биде носител на тој проект. Можност. Блокира во парламентот, се променија работите. Сега ве можноста. Овој проект јас меѓу другото сум го доставил и до земји членки на Европската унија и до Соединетите американски држави. Тие во основа го поддржаа проектот. Меѓутоа, не може да очекуваме тоа што го очекуваме, да тие сега бидат носители на проектот. Треба тоа да бидат луѓе напредни во оваа држава што македонски проект. Честни, што сакат имаме ли такви? Имаме. Меѓутоа, што е проблемот? На изборите досега во основа победуваат тие што имаат поголема моќ на манипулации, што ги контролираат медиумите, што имаат небројни пари да истурат на изборите. За жал, тие добиваа поддршка. Да видиме сега работите како ќе се одвијат. Зошто се воздишив? Затоа што имаме такви ботови, такви спин доктори кои се нафатираа со милиони евра пари, кои ги советуваат, според мои сознанија, мои информација во СДСМ, има такви, не сакам да го употребивте тој збор кретенизам, но меѓутоа де факто постои таква вистина, адвајзери, советници кои им дават лоши совети на СДСМ, а на сметка на тоа, вели јавното мислење, се натоварени
полни како бродови. Кешке да имавме добри совети до СДСМ, Македонија ќе одеше напред. Меѓутоа, што правиме со такви болни спин доктори? Па тие се мајстори за манипулација. Во суштина, изборниот процес, според да речеме, познатите експерти за политика правика, дека изборниот процес е најманипулативен процес. И мека за собирање пари. Секаде, да. Овие познати пиар агенции од Израел, од други држави, од Франција што ги има, Словенија, тие заработуваат огромни пари. Меѓутоа, мајстори се како да водат кампањата, како тоа што Томич го зборува да стигне до последниот гласач, знаат тоа да го направат, и тие што имат пари ќе ангажират високи професионалци, ќе ги ангажират медиумите, донесоа правила изборни кои што фаворизираат само 4 партии, 2 од власта, 2 од опозицијата. Државни пари трошат за промоција на кампањата, државни пари трошат за паноа, за билборди и така натаму, и многу тешко е сега да се пробие помала партија или нова политичка партија на политичка сцена. Многу тешко е тоа. Затоа Гирков тајкуните инвестираат за да понатаму добијат своји... За странците, единствено што сега, мислам дека за жал, оваа влада што направи упад во правниот систем, гурни за правниот систем, донесе измена на кривичниот законник, с кој што ги амнестира сите идни или актуелни и идни носители на јавни функции, да не одговара за злоупотреба на службена положба, поготово ако го оштетат буџетот. Подготвија закон за амнестија, подготвија решенија преку притисок во Врховниот суд за ефектурирање на аболицијата на Ѓорѓи Иванов, која е донесена врз основа на непостоечки член во законот. И што беше идејата? Значи, видите какви се подготвени за сплетки да прават на штета на владење на правото. Па некој, ако ја оштетил државата со милионски суми, за тоа треба да понесе одговорност. Тие што направија, наместо да работат на проекти за промени, за подобро да се живее во државата, тие сакаат да направат 3 работи. Прво, да направат раздвор во ВМРО ДПМН, тоа беше главната определба. Натаму да се самите се обезбедат услови за тоа што го правиле овие години, да не одговарат, да не одговара Груби за тоа што направи тешка злоупотреба. Тој владата прифатија договор со Бехтел и Енка, кој беше спротивен договор на повеќе закони, и после тоа парламентот ги усвојува, значи, измените на законите усогласени со договорот, а договорот никош не го виде парламентот. Замислите каква е таа моќ, сила да носите и каква е таа храброст да подпишувате договор кој што е спротивен на законите. Значи, има елементи за одговорност, кривична одговорност. И парламентот сега ги усогласува. Сакам да укажам дека благодарение сега на тој странски фактор на Соединетите американски држави, значи дојде шуморот да ги разбрака сите. Прво законот за амнестија кој беше во законска процедура го блокира СДСМ. 5 минути пред да гласат добија насока од нивното водство дека треба да не го гласат. Врховен суд, председателите на Врховен суд излезе јавно кажа притисок. И тоа падна. Се повлече таа иницијатива, да видиме докаде ќе трае. Единствено што штети со непроценлива речеме размери измените на кривичниот законник. Тука значи ние кажеме сосема јасен став имаме дека СОВА се урниса правниот систем. Кога јас предлагам закон за преиспитување на факти и докази користени во судска постапка, за монтирање судски процеси, без разлика кој ги монтирал, имаше многу најави, ветувања, меѓу другите господинот Зоран Заев, дека ќе создаде услови за фер судење. Не мрдна, законот го блокира, во парламентот стои тука законот. Не го пуштија. Помине на комисија и го блокира. Што беше изговор? Европската унија се противела, ова ќе било упад во уставниот поредок, зошто да се повтори, да се повторуват. Па ние што бараме? Барам јас да има главна расправа на која што
тие што неосновано, неоправдано, тенденциозно се судени, осудени, треба да имат шанса да презентират нови докази, факти, да се преиспитат фактите. Како можете некој да осудите врз основа на телефонски разговори, селективно извлечени, како можете некој да го пратите 10 години во затвор врз основа на лажен сведок. И тоа не го прифати, да, тоа не го прифати СДСМ, а сега прифати да го менува Кривичниот законник, да ги намали казните и што е да се купи слободата. Клучно. Значи, тоа е став 5, каде што ја укина одговорноста за носители на јавни функции кои што е злоупотребиле службената положба и го штетиле буџетот на Македонија. И јас не сакам да навлегувам во поединечните случаи. Сигурно дека секој што е обвинет, меѓу нив има голем број неосновано обвинети, бидејќи специјалното јавно обвинителство преку Катица Јанева беше злоупотребено од власта. Тоа беше под целосна контрола на Зоран Заев и СДСМ. Во многу случаи неосновано се водија процеси. Да не зборувам за амнестијата околу упадот во парламентот 27 април, каде што... За тоа сакам да прашам. Да. И за тоа ќе се пошироко ќе зборувам. Едни ги ослободија, амнестирија, други натаму лежат. Нема исти аршин, исти третман. Сакам да накажам дека тие направија урнисување на правниот поредок на уставниот систем од државата и око не им трепнува. Европската унија тоа го детектира, го нотира, тоа ние што го кажуваме, сите и Демократски сојуз и ВМРО, ДПМН, експертите, вие од медиумите, тоа го нотирала многу јасно и кажува, загрижува промените на законот со европско знаме за 2 дена. Злоупотребено до крај. И тие сега барат и викат, ние сме реформатори, но вие опозицијата ги блокирате реформските процеси. Катастрофа. И они тој став успеа да го презентират, гледам, преку јавноста, преку... Мене знаете што во основа, што мене загрижува. Во овој дел Европската унија не е конзистентна околу тие оценки. Многу добро знаат и ГИР и другите тука представници дека реформски процеси во Македонија нема такви иницијативи. А апсолутно па не е точно дека некој други блокира реформите во Македонија. Власта мора да најде начин да движи државата. Немат. Еве, јас првам анализа дали имат реформски проект. Ниту еден. Најглавен проект е тоа што ги прифатија бугарските парања, ги вградија во преговарска рамка, прифатија и де факто ги блокираа сите евроинтеграцијски процеси. На тој начин ги блокираа. Ако тогаш создадаа друга клима, ако се разговараше, ако ги прифатија предлог заклучоците кои што јас ги направив врз основа на предлозите на СДСМ, ВМРО, Демократски сојуз, ги сублимирав и ВМРО ДПМН беше подготвен, тие заклучени се разбира со одредени измени и дополнувања, али во основа беа прифатливи за државата, не само за опозиција, за државата. Ки имаме ние и подршка на преговарска рамка и забелешки што не се слага. Ние што бараме еве сега, бидејќи е веќе усвоена рамката, не е точно дека не може да се менува, се може да се менува. Што барам? Не ја менувајте рамката, нека остане. Барам 3 работи. Европска унија може да ги направи без да менува. Ретроактивно. Еве што им барам. Сега достави писмо до Урсула фон дер Лајн, до Европската унија. Барам прво да донесат одлука, заклучок на Советот на Европската унија, дека македонскиот јазик ќе биде официјален после примат на Македонија. Тоа го нема, а во заклучоците во рамката за Албанија го има. Втора работа. Барам сите билатерални прашања вградени сега во рамката да бидат со заклучок да се нотира дека тие не може да бидат основа за блокада на евроинтеграцијските процеси. И трета работа, која што може да биде побитна прва, одлуките на Судот во Страсбург да се имплементираат со кои што Бугарија има обврска, да ги признае правата на македонците на самоорганизирање, на здружување, да можат да ги негуваат
своите обичаи, историски, национални, културни и други така, обележја, да формираат политичка партија. Или да ги имат истите права што ги имат бугарите во Македонија, да се организираат во културни друштва, политички партии. Да се вклучат во општеството. Апсолутно. Ја тоа им кажувам и сега повторно ќе нагласувам во вашата емисија. Бугарија може да направи еден мал чекор со историски димензии, да ги признае правата на македонците во Бугарија. Тоа ќе биде основа за подобрување на односите помеѓу нашите два народи и нашите две држави. Тоа е клучно за да имаме пресврат. Ако водеа сметка за билатералните прашања, за нашите заеднички интереси, тогаш Бугарија ќе беше отворена, ќе не поддржуваше на овој пат и за НАТО и за Европска унија, ќе се зголемеше размената на движењето на луѓе, на капитал, на се, и тогаш можеме многу подобро да се разбереме, да комуницираме, културни средби во здравството, подршка и така, размена искуства. Они ги блокираат сите процеси, не негираат дека постоиме како народ, како држава, како зборам, како јазик, да не го признаваат јазикот и така натаму. Значи, тие три бариери што ги спомнав, тие се клучни за да се деблокираат. И затоа не прашуваат преку медиумите што вие ќе направите. Јас, ако бидам дел од власта, ако добиам подршка од граѓаните, ќе подготвам платформа и ќе барам експертска расправа, политичка расправа за неа, како и на кој начин Македонија да движиме по европскиот пат. Да, кои отстапки ќе ги правиме, што. Но овие трите барања се клучни. Јас верувам дека Европската унија може тоа да го направи, ама тие не сакат, не прифаќаат од опозицијата. Тоа треба да бидат барања на Ковачевски, на владата, на Османи, на Маричич. Тие не може да спомнат. Од власта сакате да кажете? Па власта како држава тоа треба да го постави. Ние не можеме, ја го достави до Европска унија. Барање така натаму. Ама кога никој тие барања не ги актуализира, нити председател на државата, нити премиерот, министрот за надворешни работи воопште не го интересира тоа. Маричич исто така. И затоа Европската унија вика, па вие прифативте владата, сега како сакате вие, терајте и така натаму. Но добро е што Европската унија на крај кажува дека не ја бива работата со ова на окторирана власт, хибридна власт. Не ги интересира на нив уставни проблеми. Не ги интересира Европска унија дали ние ги имплементираме европските стандарди. Законската, правната регулатива. Тоа го нема. Да. И сакам за 27 април осудените, бидејќи цело време се борам со соговорниците, некако не се борам. Спомнувам како тие луѓе да се на слобода, без никаква милостиња, бидејќи тоа е класичен пример како не се почитува правото, човековото право, имплементација на правото, бидејќи овој случај од 3-4 држави се зима како најнегативен случај, господин Павлетранов. Ви сте правник пред се. Значи, прво како упад во парламентот не го прифаќам, го судам. Секако. Тоа е непотребно, како што беше и упадот во Конгресот во Соединетите Американски како? Тој што манифестира насилство, имаше на фотографиите кога Шекеринска ја фаќа за коса и така натаму. И јас сум против насилство, да. И така натаму. Тоа кој манифестирал насилство, значи за тоа треба да си понесе одговорност. Да. Но тие што влегле во парламентот на отворени врати, тие што ги отворија вратите, тие ги амнестираа. Господин Крсто Муковски, значи ја отвора вратата која што е заштитена, многу тешко може да се пробие, и сега тој да гласа за промена на името на државата, го амнестират и некои други, а некој, значи, крајно селективно е одговор на амнестијата, требаше да ги опфати сите, освен тие што насилнички се однесувале. И сега како да се излезе од оваа ситуација? Дали се тоа терористи? Ја не верувам дека апсолутно не. Тие не се терористи, на нив што треба да се спроведе законот за амнестија. Сугерирам, значи мора да се создаде политичка клима. Секој од нив да инициира повторена постапката, да се повтори постапката и да се примени законот за амнестија. Освен, реков, за тие што носат одговорност бидејќи манифестирале насилство. Така да
тогаш ќе исправиме неправдата. Значи, што е амнестијата? Амнестијата е, значи, милост на државата. Овие луѓе не барат милост, но корекција на неправдата. Тука има луѓе кои што апсолутно не треба да одговарат. Тој притисок што се направи во јавноста, да едни ги амнестират да гласат за уставни промени, тие што се спротивставија да лежат затвор, апсолутно тоа не е прифатливо и тоа треба да се исправи. Морам да го вратам повторно, за да добиеме на целосна слика, ќе подсетам, виксте, тој што го фати и го пронајдовте големото оружје уште 2001 во Лојане, село Лојане, така се викаше. Лојане, рудникот. Рудникот Лојане. Но да се вратам, господинот Црвенковски направил такво дело со криминалната приватизација. Од друга ситуација велиме евалуација. Не е одам одличен аспект, а не го дискутирам за мене. За гревовите што ги стори, но како и да е. Амнестија на Зоран Заев, што е оспорена од многу институции, симптоматична. Трета ситуација е евалуација, кај што Бранко Црвенковски, како поранеше, како председател на СДСМ, председател на држава, вели не на ваков начин да ја прифатите политиката со уставни измени. Од друга ситуација, истите тие што Бранко Црвенковски ги дефинирал како политички субјекти, го свртија, да не речем политичка шлаканица, преку неговиот помладок на СДСМ, едноставно рекоа, ти си пасе, поминато, завршено време. И конечно, дали, како го дефинирате се тоа, има ли некаква поврзаност, и ќе завршам со една анализа, 11 пат ја спомнам, исто еден политичар со кого вие му укажувавте, 90-те години на крај отиде во Германија, у Берлин, и подпиша договор, според информациите, дека Македонија не е држава, Македонија е територија. Дали е тоа резултата што имаме денешната судбина? 3 минути не останува, сакам те сублимат. Ве молам. Ние сме самостојна држава, имаме длабоки корени како народ, имаме свој автентичен јазик, и дека никој со некаков подпис не може да го негира постојањето на македонскиот народ со свој јазик. Што значи тоа? Вели предоство? Секој оне што одстапува тие принципи. Тие се извори наши принципи, значи тоа е реалноста, затоа треба да понесе и политичка, и ако има дали застарува тоа дело? Апсолутно не. Дела против народот и државата не застаруваат. Исто и Зоран Заев, народот бара објаснение, дали застарува тоа дело со подпишување за Преспански договор? Значи има такви иницијативи и за Преспански договор и договорот за Бугарија. За мене е многу полош договорот со Бугарија, каде што сите проблеми излегуваат од тој став дека ние тргнувајќи од заедничката историја. Бугарите под заедничка историја подразбират историја на Бугарија и дека ние 45-та година со одлука на Тито, на Комунистичка партија сме станале посебна нација со посебен јазик. Пештешка нација. Значи тука за тоа секој што направил уставно кажано велепредавство на нашите национални автентични македонски интереси, за тоа треба да понесе одговорност. Дали таа ќе се ефектуира, но секој нешто направи ваков, да речеме ваков негативен потфат према нашиот народ, према нашите обележја, за тоа ако не друго ќе сноси историска одговорност. Овие одлуки што ги носиме сега, за нив или сега ќе не казне народот при гласањето, или ќе биде некој од сите тие актери предмет на кривичен прогон, но клучно е за мене дали ќе останете со чист образ пред идните генерации. Како и на кој начин ќе ве третират. Дали сте биле човек кој што честно сте настапувале, сте ги штителе националните државни интереси, или за пусти пари сте се продале. Вашата порака во една минута, ве молам. Порака, се ближат избори, очекувам да имаме заедни председателски, заедно со одржат председателски и парламентарни избори, очекувам многу поголема подршка од граѓаните пред да идат да гласат, нека размислат добро, кој ги застапува нивните автентични граѓански интереси, кој се залага за правна држава, за борба против корупцијата, кој се бори да ги заштити нашите легитимни македонски национални државни интереси, нека гласат за тој. Ви благодарам многу што бевте гостин во вечерашното
Мрежачниот магазин. Ви сакам добро здраве и ве очекувам наскоро. Благодарам на можноста и се надам дека ќе имаме можност и во друга прилика да разговараме за актуелни теми. Секако. Задоволство и чест ми беше, почитувани, го покани Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз на Македонија. Еве даде една оценка, една анализа за се тоа што се случува. Вам ви посакувам пријатна вечер и се гледаме во понеделник во редовната наша рубрика Гласот.